Поради огромната експанзија на коронавирусот овие денови во Битола, најголема во државата, потребата за хоспитализација на заболените се зголеми и достигна над 123 лежечки пациенти. Тоа услови отварање на еден од двата сегмента на модуларната болница со капацитет од 50 кревети и сега ковид центарот располага со 170 активни легла. Најзастрашувачко е речиси што сите хоспитализирани пациенти во клиничката болница се во тешка клиничка состојба. Хоспитализираните пациенти можам да кажам дека поголемиот број од нив, 90% се во тешка клиничка слика, со тешка клиничка состојба. Многу од нив, поголем дел, бараат перманентна кислородна поддршка и се кислородно зависни. Страшни слики за многу кратко време кои што се развиваат и пак ќе повторам, за жал кај се помлада популација. Секоја популација е жално да го страда тоа, но онае што е фрапантно е млади и здрави луѓе какви слики развиваат. Кадарот по принципот на ротација е обезбеден во ковид центарот, а помалку ургентните одделенија на болницата пременуваат во сменско работење и се покриваат сите итни и ургентни состојби. Во Битола COVID-19 веќе неколку недели има тренд на сериозно зголемување, а во последната недела кулминираше со екстремно висок процент на пораст. Да, во Битола минатата недела беа, да речем, бројките повисоки отколку претходните недели, макар овај тренд на покачување трае веќе некаде 4 до 5 недели. За 7 дена во регионот Битола што го покрива, имавме некаде околу 782 ново регистрирани случаи, од кои 555 имаше во Битола, со некое неделно зголемување од отприлика 76%, што навистина беше за сите, може би и очекувано, затоа што со недели предходно сите градови околу, да речем, регионот го доживуваја овај врв, да речем, на новозаболени. Во вакви услови за само 7 дена, бројот на хоспитализации во целиот југозападен регион е зголемен за 50%, што е загрижувачки факт. Бројката на смртност во Битола претходната недела е 15 лица, а вкупно 31 лице починале во регионот, велат од Центарот за јавно здравје во Битола. Професорот Дејан Трајковски, коментирајќи ги последните мерки и состојбите во Битола, вели дека се многу задоцнети и недоволни во оваа фаза на епидемијата. Тој смета дека во најдобар случај можат само да ги стабилизираат дневните бројки и при репродукционен број над 1,6 во Битола, неопходно е нагло соборување на бројките со 96 часовен тотален локдаун, со што до идната среда би се намалиле за 70%.